Секој трет граѓанин во државата се соочува со сериозна здравствена диагноза дебелината. Оваа бројка не е само статистика, туку аларм за националното здравје. Министерството за здравство предупредува дека дебелината е хронична болест која со себе влече над 200 придружни заболувања, каде дијабетесот тип 2 и кардиоваскуларните проблеми се само врвот на ледениот брег. Како одговор на оваа состојба, државата ја шири мрежата на центри за третман. По Скопје, неделава и во Охридската болница е отворен првиот центар за менаџирање на дебелината во југозападниот регион. Во таа насока е посебно значајно функционирањето на центрите за третман на дебелина на клиниката за ендокринологија и во ГОП 8 септември. Неделава и во Охридската болница е отворен првиот центар за менаџирање на дебелина во југозападниот регион. Министерството продолжува со мерки за поддршка, вклучително преку активностите од програмата за обезбедување инсулин, глукагон, инсулински игли, ленти за мерење шеќер со посебен фокус на едукацијата за третман и контрола на дијабетесот, имајќи предвид дека обезноста е тесно поврзана со дијабетес тип 2. Истакна министерот на стручниот симпозиум во организација на научното здружение за обезност ОБЕМ. Брзиот начин на живот и лесната достапност до преработена храна се покажаа како најголеми непријатели на јавното здравје. За нутриционистите решението не се краткотрајни кампањи или рестриктивни диети, туку темелна и системска едукација која ќе ги промени навиките од корен. За македонска пирамида се повеќе оправдана и тоа не како копија на светските модели, нели на американската, на европската, туку како прилагоден водич што ќе ги земе во предвид сите наши навики. Навиките на македонците, значи, нашите традиции и здравствените предизвици. Тоа нели сепак сметам дека треба да поттикнува повеќе внес на зеленчук, мешунки, интегрални житарки и умерен внес на месо и масти, и секако дека јасен акцент треба да се даде на балансот и квалитетот, а не само на количината на храна која што ќе биде внесена. Ристеска вели македонската кујна е богата со храна со голем број нутритивни вредности, но недостига соодветна едукација која треба да почне од најмала возраст и да биде прилагодена на модерниот начин на живот. Во моментов можеби немаме нели драстични или сериозни промени во поглед на начинот на исхрана, од причина што лично јас сметам дека не сме добро организирани. Прво ние како стручни лица, односно како обучени луѓе кои што треба да се занимаваат со оваа проблематика, некако имам мнение дека секој сака нели повеќе да се работи индивидуална работата, без при тоа да даде нели општествен придонес, односно промена на навиките во општата популација. Јас во минатото имам искуство во поглед на промените од најмала возраст, поточно од градинките. Меѓутоа, пак, моја забелешка е дека сето тоа трае многу кратко, односно додека трае рекламата или кампањата. Мирина Давидовска, Сител телевизија.